Еден пролетен сончев ден, морското богатство му овозможи на Хаџи Ибрахим богат улов. Неговите синови Салем и Ахмет беа нетрпеливи чекајќи го на брегот, додека неговата жена и ќерката Мерием го чекаа дома. Меѓутоа, жителите на Тантура не знаеа какви ужаси ги чекаа тој ден. Во селото се спуштиле израелските банди Хагана, напаѓајќи од сите страни. Никој не бил поштеден од нивното варварство, дури ни жените или постарите. Тие ја убија сопругата на Хаџ Ибрахим. Потоа исто така го убија и него. Ја запалија зелената земја, оставајќи ја поцрнета и исушена. Оние кои го преживеале масакрот побегнале од селото. Меѓу нив беа децата на Хаџ Ибрахим, Ахмет, Салем и Мерием. Салем од својот татко ја наследил љубовта кон татковината, посветувајќи се на работа на полињата на Кафр Касим. Но овој мир траеше кусо. Додека траеше окупацијата на селото и беа убиени земјоделците кои се враќаа од нивите, крвта на Салем се впила во почвата на неговата сакана татковина. Окупацијата ги раздвои браќата и сестрите. Мерием емигрираше во Либан, Ахмет отиде во Газа. Мерием го оствари својот сон да стане учителка. Сепак, овој сон не траеше долго. Окупаторските сили влегоа во населбата Сабра и во логорот Шатила и ги извршија најтешките злосторства. Поминаа години. Ахмет најде утеха во своето семејство. Неговиот син беше лекар, а внук кој личел на него го носел неговото име. Таа ноќ тие гледаа вести за војната во Газа. Не можеа да предвидат дека нивниот живот наскоро ќе биде прекинат. Сите во куќата беа убиени, освен младиот Ахмет. Малото момче порасна низ 4 последователни војни и бескрајна опсада. Кога малото момче стана маж, со него растеше бесот и гладта за одмазда.